Игор Дурловски, Владо Јовановски, Богдан Илиевски, Борис Дамовски не се терористи. Не се терористи нити вработените во Министерството за внатрешни работи, ниту останатите лица прогонувани врз основа на случувањата од 27 април. Тоа го знаеме ние, тоа го знаете и вие и колегите од власта, а тоа го знае и целата македонска јавност. Затоа, почитувани од СДСМ, бидете искрени и застанете еднаш за она што го говорите, а кое е подадена рака и од нас за помирување. Затоа ВМРО ДПМН денеска го поднесе предлог законот за амнестија на лица осомничени, обвинети или осудени за собраниските настани од 27 април. Предлог законот е поднесен по скратена постапка и очекуваме пратениците од власта конструктивно да учествуваат во дебатата и да покажат дека не станува збор за лажно ветување за правда и национално помирување, кое самите ќе го демонтираат неколку дена откако беше споменато. Почитувани, СДСМ со своето делување навистина внесува раздор, а не помирување во македонското национално ткиво. Токму затоа ВМРО ДПМН доставува предлог за амнестија на лицата осомничени, обвинети и осудени за собраниските настани од 27 април, со кој се предвидува и уредува начинот на ослободување од кривично гонење, запирање на поведените постапки и целосно ослободување од издржување на казната затвор, а за кој постои основано сомнение дека сториле кривично дело согласно член 384. Учество во толпа која ќе спречи службено лице во вршење на службено действие. Согласно 386 насилство, согласно член 385 учество во толпа што ќе изврши кривично дело и дело согласно член 313 терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Со овој предлог закон се предвидува и бришење на осудата на лицата осудени заклучно со денот на влегување во сила на овој закон. Предлог законот на ВМРО ДПМН обезбедува правда за сите, вистинско национално помирување, наместо селективност поделби во општеството кое ги нуди СДСМ. Целта е национално помирување и враќање на нормалните текови во државата. Спроведувањето на истиот не предвидува финансиски последици врз буџетот на Република Македонија или други јавни средства. Земајќи ја во предвид сложеноста на ситуацијата, законот го предлагаме во скратена постапка како ефективно и ефикасно да се дојде до спроведување на истиот. Во однос на уставните измени и процесот на менување на уставот, ВМРО ДПМН ќе остане конзистентен на ставовите. Дали законот ќе важи ретроактивно затоа што имаше и Да. Колку лица ќе бидат опфатени со овој закон? Па овој податок со број на лица навистина не ми е во моментот достапен, но ќе бидете информирани во однос на бројката. Значи вака, ги повикуваме сите политички партии, еви господинот Села и господинот Зоран Заев, премиерот, ги повикуваме и другите лидери на политичките партии да го погледнат законот и доколку имаат желба да учествуваат во донесувањето на овој закон, и ќе има и амандманска расправа, имаат можност да поднесат амандмани, за сите тие работи сме спремни да разговараме и преговараме. За помирување? Значи, уште ВМРО ДПМН нема став во однос на формирањето на комисијата за помирување, деновиве ќе го соопшти тој став, но ево ова нека биде еден чекор, еден наш допринос во насока на навистина национално, вистинско национално помирување. Дали пратениците се опфатени со овој закон? Апсолутно учесниците во настаните од 27 април. И денеска изјавија дека нема да го поддржат законот. Дека ниве не има право. Јас апелирам уште еднаш до колегите од СДСМ и раководството на СДСМ да го погледнат законот, да навистина националните интереси на Република Македонија бидат пред се, доброто на граѓаните пред се и да учествуваат во донесувањето на овој закон. Дали тука е калкулирана и материјалната одговорност, бидејќи тука имаше и оштетени, и тепани, и украдени работи, дали е ставено и за материјалната одговорност, односно обештетувањето или... Вака како што е законот предложен, тоа не е ставено, но јас пак ќе кажам, има услови да во амандманската расправа се влегува во расправа и донесеме конечно и заедничко решение. Дали имавте предвид кога го подготвувавте текстот дека ваков начин на амнестирање или проштевање на насилства може утре да продуцира насилство и на улица врз секој Апсолутно. функција што не се согласува
Апсолутно да, но ова е во контекст и на она што премиерот го најави визови носењето на одлуката за отварање на уставот и јас мислам дека во зависно, тоест во однос на сложеноста на ситуацијата во која што се наоѓа Република Македонија, дека сите ќе бидеме над ситуацијата и ќе работиме во интерес на граѓаните на Република Македонија. Дали е логично пример за терористичко организирање на држава да се помилува? Мислам дека одговоривме на овие прашања. Дали имате одлука за пратеничката група? Ќе бидете... Значи вака, според деловникот за работа, како ВМРО ДПМН не може да функционираме со 10 пратенички групи, има интенција да се направи една пратеничка група, но за тоа ќе бидете информирани подоцна. Молим? Најверојатно не, но тоа во договор со партиските органи, ставот ќе го соопштиме денови. Вака сега, значи партиските работи ќе ги решаваме во органите на партијата во однос на господинот Мијалков и семејството Мијалкови, тие дале голем придонес и во самостојувањето на државата и во водењето и издигнувањето на ВМРО ДПМН и не би коментирал понатаму. Дали ВМРО ДПМН е подготвена да се извини за настаните 27 август, како иден услов или како иден чекор за да се прифати овој ВМРО ДПМН ќе направи се да имаме вистинско национално помирување и Република Македонија, граѓаните на Република Македонија да ги вратиме на реалните теми кои што значат живот во Република Македонија. Ви благодарам. Имаме коректни релации лични со пратениците од новата пратеничка група. Ќе ги видиме следните чекори, да оставиме времето да покаже.